Na pad za Vitlejem. За време на предбожитниот период, склони сме да посакуваме да имаме или да примаме повеќе луѓе, повеќе забави, повеќе храна, па така ни треба и повеќе место за складирање, имаме повеќе гости, ни требаат повеќе садови, прибори, чаши, секогаш ни требаат повеќе подароци, колачи и така натаму. Како што продолжуваме да додаваме повеќе секоја година, често не успеваме да се ослободиме од нередот. Внесуваме повеќе украси, повеќе јадење за вечера, повеќе луѓе на кои ќе им спратиме божитни честити или ќе ги посетиме, и сето тоа прави да бидеме преоптеретени, тешко расположени кога го славиме Божик. Луѓето се жалат и сакаат да заврши сето тоа затоа што не се фокусираат на роденденот, на раѓањето на нашиот Спасител. Во исто свето многу често дозволуваме тој неред да влијае и на нашиот однос со Бог. Дали дозволуваме работи, забави, расправи, рокови, спорски настани, така натаму со други зборови, работи што мораме да ги правиме, па така сето тоа знае да го попречи нашиот молитвен живот или одењето в црква. Колку духовен неред акумулираме додека деновите се претвораат во недели, неделите во месеци, месеците во години. Дали продолжуваме по својот пат без да одвоиме време, да го слушаме Бог или да разговараме со Него? Колку само би бил поедноставен животот и колку подобро би се чувствувале ако само го средиме целиот овој неред и изградиме подсврс однос со Бог преку молитва, пост и добри дела. Да го искористиме овој период на пост и молитва, за да процениме што навистина ни треба во животот. Да го искористиме ова време за да размислиме и да се ослободиме од пречките што го оптеретуваат нашиот духовен живот и да создадеме подсврс пат до нашиот Господ. На овој начин можеме да го отстраниме нередот и да се фокусираме на тоа Христос вистински да го прифатиме во нашиот живот, а со тоа и да го навестиме на другите. Na pad za Vitlejem.